Златното доба на Америка почнува сега, вака во инаугурацијскиот говор Доналд Трамп ја започна својата приказна како 47-ми председател на Соединетите Американски држави. Вчера анализиравме што очекуваат американците од новиот мандат на американскиот председател. Денеска гледаме малку по глобално светот по инаугурацијата на Доналд Трамп на оваа тема. Со говорник Вилам, добро утро за Благојче Атанасовски, добре ни дојдовте. Благодарам на покана. Поддржувачите го гледаат како спасител и херој, оној кој ги брани нивните вредности. Критичарите се шокирани од како што ја нарекуваат радикалната политика, но никој не е рамнодушен и тоа се забележа уште на стартот во инаугурацијскиот говор на Трамп. Тоа апсолутно е одлика на карактеристиките на новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави. Можевме да видиме од неговиот претходен прв мандат дека тој е еден вид на нетипичен американски председател кој се служи со таква поларизирачка реторика. Едноставно никој во самите Соединети Американски држави и во светот не останува рамнодушен на неговиот вординг или тип на политичар. Тој едноставно предизвикува дури таква поларизација да луѓето го обожуваат или го сакаат, па одредени луѓе да го мразат или да чувствуваат голем анимозитет кон него, но мислам дека тоа му беше па и добитна влезна изборна карта и на изборите во 2016-та и на овие избори 2024-та, како што ги најави или го најавуваат како големото враќање на Трамп на светската политичка сцена, бидејќи самиот председател на изборите 2020 кога беше кандидат и кога загуби од досегашниот председател Џозеф Бајден, тој на еден начин не ги признаваше, односно велеше дека му е направен изборен инженеринг и од тука гледаме дека целокупното медиумско, политичко и пиар представување на самиот председател Доналд Трамп и на политичката екипа со работници околу него се наговестува дека конечно Америка ќе си дојде на право свое место и дека се ослободува условно кажано од таа длабока држава замислена и фиксирана од страна на Трамп против која се борели, тој сега треба Америка повторно да направи горда, слободна, своја и голема. И сега му се следи секој чекор. Веднаш по инаугурацијата потпиша рекорден број на извршни наредби и меѓу другото покрај тоа што чекаме како ќе реагираат американците, чекаме да видиме и глобално светот како реагира. На мрежата X вчера се огласи генералниот секретар на НАТО Руте, очекува вели повраќањето на Трамп на местото на председател на САД брзо и значително да се зајакне западниот воен сојуз и сега ќе го вклучили алијансата турбопогонот како што и тој сам напише на X. Веројатно ќе биде и враќањето на Трамп на позицијата председател на САД. Од една страна ќе биде добро и за самите европски држави кои се членки на НАТО алијансата и кои некако во изминативе 70-80 години по завршување на Втората светска војна гледаа дека САД се големиот чувар полицаец кој најмногу од своите граѓани обезбедува воена помош и воен буџет за останатите земји членки на НАТО, односно тој е чувар на безбедноста на Западна Европа. Од тука со предтекстот или барањето на Доналд Трамп дека треба да се издвојува 5% од буџетот за воено финансирање на армиите на земјите членки на НАТО. Тоа е веќе огромна ставка, бидејќи претходно беше проектиран 2%. Веројатно и самите држави и челници на западноевропските земји во прв ред поголемите членки на НАТО како Франција, Велика Британија, Германија, Шпанија и Полска, да ја спомнам нормално, ќе треба да се свртат сами кон себе и да разберат дека европската безбедност, односно безбедноста на самиот европски континент треба да биде пред се грижи и одговорност на самите европски држави, на нивните политички елити и нивните граѓани, дека тие не може вечно под наводници да се ослонуваат од воената помош од САД и дека САД ќе бидат секогаш тие кои ќе ги заштитуваат помалите европски народи како што биле во децениите после Втората светска војна визави руската воена агресија или руско-украинската војна во изминативе 3 години, бидејќи де факто источните земји членки на НАТО алијансата кои допираат
регираат или граничат со Русија се условно кажано најмногу загрозени за нивната безбедност. Ја споменавте Русија. Конфликтот Русија-Украина е нешто што е главно глобално прашање генерално и кое што се смета дека ќе се реши или разреши во време на мандатот на Доналд Трамп. Тоа прашање не беше спомнато во инаугурацијскиот говор. Што може да очекува сега светот? Апсолутно ќе кажам дека политиката и реториката на американскиот претседател е карактеристично непредвидлива. Едно од главните ветувања врз база на кој може и доби толкава референдумска поддршка е дека за еден ден ќе заврши војната во Украина, дека во неговиот мандат немало војни, дека има мир. Тој се представува како миротворец, но гледаме дека не е така светот скроен и дека тој нема магично стапче да може буквално како што ветил за еден ден да ја заврши таа војна, но де факто ќе видиме дефинитивно нова американска политика во однос на руската агресија во Украина или руско-украинскиот конфликт, бидејќи најверојатно ќе го исполни тоа свое ветување дека ќе сопре помошта за Украина, која најмногу доаѓаше од САД и од претходниот политички естаблишмент на САД со Џозеф Бајден и од сите европски сојузници, и самиот претседател на Украина напати многу пати велел дека без таа помош апсолутно Украина ќе не може да се спротистави воено на руските напади, и дефинитивно ќе видиме нова разврска во однос на најголемото кризно жариште на европскиот континент после Втората светска војна, од тој аспект што Доналд Трамп постојано вели дека ќе бара итна средба со Владимир Путин да се разговара за ставање на крај на војната. Што тоа значи во однос на Македонија и што значи дали и републиканец или демократ ќе седне во Белата куќа во однос на очекувањата на нашата земја од Белата куќа? Апсолутно предвидлива била политиката на САД во изминативе 35 години, без разлика дали биле републиканците и демократите, но во овој даден мандат на Доналд Трамп и со посетата на премиерот Христијан Мицковски, владината свита која беше присутна на инаугурацијата во Вашингтон, се дава еден тон на отварање на прозорец на можности или нови односи помеѓу САД и Македонија. Пред се веројатно ќе се оди во насока на остварување на некои блиски контакти со многу влијателни луѓе од администрацијата на Трамп, за да се привлечат пред се некои големи инвестиции во сферата на стопанството, економијата и енергетиката, што се однесува до тој степен дека Македонија и САД би имале некои значителни билатерални односи. Мислам дека секогаш тоа се става во контекст на еден поширок регион, бидејќи Македонија е толку мала држава и не може да ги мери своите односи на меѓународно поле со САД. Така е скроен светот, големите сили како САД, Русија, Кина, Индија и останатите земји се секогаш тие кои имаат билатерални меѓусебни односи на соработка па и на судир. Македонија секогаш ставана во контекст на НАТО алијансата и Европската унија и е дел од поширокиот контекст на тој регион. Ја споменавте и Кина, ајде малку да ја продискутираме и неа. Изразија загриженост поради повторното повлекување на Соединетите американски држави од Парискиот климатски договор. Соопштија дека очекуваат соработка со Америка по основ на решавање на некои трговски прашања, откако меѓу другото Трамп и спомена екстремно високи царини. Првиот мандат, неговиот прв мандат беше одличен со тоа што се одликуваше, сакам да кажем, со тоа што тој имаше фиксација да воведе некои трговски мерки забрани во однос на надворешно трговската економија со Кина, од аспект што тој постојано вели дека треба повторно Америка да направиме голема, односно експанзионизмот на Кина, нејзиниот огромен висок економски трговски раст, тој го гледа како закана за загрозување на првото место на САД во однос на економијата и надворешно трговската политика како еден доминион во светот, бидејќи тој не ја гледа Русија како економска закана, ја гледа Кина и затоа веројатно ќе направи континуитет на политиката, а може и ќе радикализира и ќе ги зголеми тие мерки во однос на Кина, што ќе значи тоа како еден вид на продолжение во однос на останатиот дел од светот и како тоа ќе се рефлектира врз економските, трговските и стопанските политики секаде во светот, бидејќи гледаме дека инфлацијата и енергетската криза почна поради војната во Украина и тоа се прелеа како криза во целиот свет. Дали тоа ќе има огромно влијание врз
целокупното живење на останатиот дел од планетата, допрва ќе видиме. И не можеме да ни ги споминаме Гренланд и Панамскиот канал. Панамскиот канал го спомена во инаугурацијскиот говор, Гренланд не, но очите на светот се вперени во ова. Да, за мене тоа е фрапантно. Мислам дека ќе остане само на реторика, бидејќи веќе давам изјави дека на тој начин, доколку се оди во реализација на тие негови планови за некаков вид на унификација или некаков вид на земање и ставање под територијалниот суверенитет и интегритет на сад на држави и територии кои се дел од суверенитетот на други држави. Гренланд е нели самоуправна територија на Дански или Панамскиот канал си е дел од Панама. Тоа ќе значи урушување на безбедносната архитектура на светот која познаваме во изминати во 80 години. Ќе се отвори Пандорината кутија и доколку се реши војната во Украина со мировен договор, а да се анексира 1/5 од територијата на Украина, тоа би значило многу лош одиум во останатите невралгични точки и во Европа, особено на Балканот, каде што се уште имаме ние надвисување околу одредени територии и држави за нерешени етничко-територијални спорови и прашања. Од прв ред тука е Босна и Херцеговина, прашањето за статусот на Косово, дали тоа ќе биде целосно или ќе има договор за разграничување меѓу Северно и Јужно Косово и што тоа би значило во однос на иднината не само на Македонија како мултиетничка држава, а е членка на НАТО, туку и во прекројувањето на границите во светот. Де факто веќе ние ќе имаме нов светски поредок каде што многу лесно ќе може да се менуваат границите. Тоа апсолутно за мене би било многу негативно и штетно по последиците за нашата држава. Споменав во најавата, никој не остана рамнодушен уште во инаугурацијскиот говор, па ќе следиме и ќе анализираме. Ќе имаме теми за разговор. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата.